Може. Да. Се наѓаме пред црквата Света Злата Мегдинска у градот Аривеја по грчко, по македонско србско. Црквата овај, темелот камен е ставен на 2000 година на јубилејот тога, за 2000 години, што беше. На 2001 почнаме и до 2013 година беше довршен избата, што од 2002 почнаме литургии до ден денес. На 2013 година имајне проблеми со црквата, имајне проблеми на грешки, архитектонски, по мојата мисла бија намери проблеми од мене, и така се довршија. И на 2013 година се почна виќе за изградба на црква. Тоа е. И денес што гледаме сликата на црквата, ја видоме и однатре свршена, му фале сао иконостасот и тој ќе биде завршен по Великден. Мислам ќе биде готов и ќе дојде да се стави. Сега, проблеми има и не секогаш. Од грчката црква и политиката, кој нема живено во егејски дел на Македонија, не знае што се рече зборот Грција. За ние знаат нешто од античко време, имаше на Грција и тие сите работи за култура, за споменци тие работи. Може тие така да бидат, ама за жал не са тие. Не представуваат ни култура, ни народ со демократи сите работи. У нашата кожа и у нашите дедовци и предедовци уживена тортурата што имат гедено. И за црквата што е направена, голем за нас правена, голема работа. Зашто успејаме со толку тортура и притисок од грчките власти и од владиците да се праве ова црква. И ден денес имаме проблеми економски. Имаме и тајни од луде, оти баш пред 4 дена, и ден се видоме там, веле ти не живиш у Скопје, ти така кажува црква, ти живиш у Скопје, не живиш тука. Му верам, таа е грчка пропаганда. И сакам да кажам, оти мојата личност, ама и црквата што се направи, за грчката власт и грчката црква е голем трн на очите негови. И затоа денеска кажа, ни прават економски притисок, и тој што е тоа што кажувам. Македонците што ни пушкеја парите од 13 година до ден денес, тие идеја преку грчка банка, не идеја на скришом или на диво, и од тие пари сега они сакат да му и дадне горе-долу сите пари. И најдоја има и на листата Лагард, што викат они, бија црни пари. Тај лага, не са ни црни пари, ние тие са брани од нашиот народ, и на тие сега ни барат горе-долу да му се даде на грчката влада 45.000. Да му се врнат горе-долу сите пари што ни пушкаја, да му се дадат тоа. Ние со адвокат што фатиме протестираме на оваа одлука на грчката влада, на Министерството за економија што е, и очекуваме сега на крај мај да ни дадат одлука што ќе биде од Солун. Ако одлуката не ќе биде па позитивна, ќе правиме па апел друг, тој ќе оде у градот Кожан на поголемо ниво и да видиме тоа што ќе изваде. Денес тој што треба да знае наш народ, тој е притисок економски, и тој е најголема срамота. И тоа кажува, и Грција не почитува ни човечки права, ни ништо. Тоа што го кажува надров, или у Америка, или у другите институции, и демократска земја, тоа е голема лага. И ние, и турците што живеат во Трајка, имаме големи проблеми. Турците, му имат дадено нешто повеќе од нас, тие се натре Лозански договор. Ама ние, македонците, за жал, сме многу притиснати и затоа секогаш го бараме
поможат и нашите луѓе што живеат од диаспората, од Америка, од Канада и од Австралија, дека живеат наши македонци, нашите македонски организации. И затоа сакам и од ово интервју што го правиме, да му благодарам за парите и поможот што ни го пушкат, и морално, и духовно, и се. И во што успеаме со македонци што живеат во Канада, повеќе, во Торонто, во Америка и во Австралија. Од срце му благодариме и Господ да му дава здраве и сита злата секогаш да биде, да се моли на Господ за нашиот македонски народ.